Сонцето ги раздвижи битолчани, пазарен ден и пазарот тежи од производи. Под конец, што се вели наредените тезги, ги измамуваат граѓаните. Ако не колку што треба да купат, колку да пробаат раноградинарски култури. Младиот лук и кромит, зелената салата, доматите и краставиците најчесто ќе ги забележите во кесите на купувачите. Иако е старт на пролетната сезона, сепак цените пристапни до джебот на граѓаните. 15 до 20 денари за неколку кромитчиња, 80 до 90 за килограм домати и 150 денари килограм краставици. 20 денари е парче зелена салата. Испазарувам не. Што најчесто купувате? Дали може би раноградинарски производи или? Не, дома. Ова млеко и портокали, лимон и тоа. Најпоќе портокалот како стандард, банана, раноградинарските култури сега почнуваат да се трошат. Из пазари. Дали купувате раноградинарски или она стандардното? Секи ми текни тоа. Да, што ни треба нешто здрава храна да имаме, ништо друго. Сега сега рани градинарски култури, зеленчук, салатки, кромиче, зелка, тие работи, здрава храна, исхрана. Често прометните места се мета на кратците и најчесто оперираат за време на пазарните денови на градскиот пазар. Прашавме граѓаните дали стравуваат. Фала Богу, до сега не. А стравувате ли? Не стравуваме, зашто да стравуваме во ова време. Не, ретко. Тука во пазарот ретко. Мисли има случајно еднаш неодамна, пред тоа не. Не. Најмногу. Оти мисли има случајно, најмногу. И чантата ми ја имат исечено, и во автобусите ми имат украдено. Многу се плашиме од кражби. Морам новчари го доносам вако, тоа ако носиш, одрат се земат. Тоа е опасна работа. Претерано кражба се прероби тоа, посебно би се чини. Како препорака останува алармот за голема внимателност. Кога се оди на пазар, посебно во пазарните денови, паричникот секогаш чувајте го во закопчан джеп или чанта, избегнувајте собир на повеќе луѓе на едно место или гужва и секако, почесто проверувајте дали се ви е наместо.